Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Овој пат ќе зборуваме за тоа како воскреснатиот Христос му се јави на ученикот Клеопа. Деновите пред и после големите настани во Јерусалим во времето на Господ Исуса Христа биле исполнети со големи воздигнувања, но и падови, со радости, но и со тага. Така додека едни се радувале, други тагувале и обратно. Ќе речете, зошто? Ќе почнеме вака. Големи биле одушевувањата кај луѓето со воскресението на Лазар во Витанија. Затоа Христос следниот ден, недела, на најсвечен начин бил дочекан во Јерусалим. Но на народните управители тоа не им се допаднало, па им нанело голем гнев, затоа што мноштво народ тргнале по него. Марко 5:24. Со зборовите мноштво народ се нагласува Христовиот авторитет кај народот, а од друга страна се изразува жетта за вистината и за Бога. Народот тргнал по Христа спонтано, без некој да ги повикува или да ги организира. Сите биле одушевени од неговото учење, но и од чудата што ги вршал. Никој никогаш не зборувал така како што зборува овој човек, запишал светиот евангелист Јован, 7 глава 46. Воскресението на Лазар било кулминација на извршените чудеса и исцелувања на мнозина претходно. Со тоа Христос ја покажува исцелителната моќ како духовен водач, но и неговата божанска сила како Месија. Но по само неколку дена од настанот во Витанија, како и од неговото триумфално влегување во Јерусалим, се случува нешто спротивно, нешто неочекувано и необично. Христос бива на подмолен начин предаден на народните управители, лажно оптужен и најпосле распнат на крст. Симптоматично е тоа што истиот народ, кој 2 дена претходно го славеше и величаше пеејќи Осана, Осана, сега бара он да биде осуден и распнат. Христос претрпел најстрашна и најпонижувачка смрт и пострадал како голем злочинец. Распнувањето се случило во петокот, попладне, пред јудејскиот празник Пасха, околу 3 часот. Веднаш по предавството и судењето, некои од неговите следбеници се почувствувале разочарани и понижени, а други пак од страв се разбегале. Само малкумино останале покрај него да го видат крајот. Во неделата рано наутро се случило најголемото чудо во историјата на човештвото. Оној Христос, кого го плукаа, го биеа, камшикуваа, на кого му ковеа шајки на нозете и на дланките и му ги прободоа ребрата, воскресна. Се покажа дека смртта над него немаше да има власт и не можеше да го задржи во гробот. Он ја победи смртта. Радоста кај апостолите беше неизмерна. Веста за воскресението се прошири многу брзо. Воскреснатиот Христос најпрво се јави на неговата мајка Пресвета Богородица, па на апостолите и на многу други луѓе. Се јави и на Клеопа, кој беше подалечен Христов ученик, кога тој со својот придружник одеа на пат за селото Емаус. Одејќи по патот нормално се изборувале за сите настани што се случиле. Тие биле очевидци на многу Христови дела и внимателно ги слушале неговите проповеди. Затоа чувствата им биле измешани со тага и со радост. Постојано се подсетувале на настаните како триумфалното влегување во Јерусалим, чистењето на храмот,
јадењето на последната вечера, тајна вечера или Пасха, потоа за подмолното предавство на Јуда, за судењето, исмејувањето, камшикувањето и така натаму. Се подсетувале како Христовото измачено тело виси на крст, а ги запомнили последните зборови што ги изговорил Христос на крстот. Се подсетиле кога он издивнал. Иако се уште беше ден, небото стана темно и црно. Се подсетувале на гласното кинење на завесата во храмот, за отворањето на гробовите на преведните, за симнувањето на Христовото тело од крстот и неговото положување во гробот. Бидејќи утредента беше сабота и голем празник, неопходно беше телата да се симнат од крстот. Праведниот Јосиф измоли од Пилат да го симна телото Христово и да го положи во гроб. Поради сето тоа беа крајно збунети, но и конфузни. Беа обесхрабрени и преплашени. Безбројни други прашања им се вртеа во нивните глави. Тоа бил најголемиот неуспех во нивните животи и затоа се чувствувале тажни. Но она што не можеле да го сватат е фактот дека тоа бил само еден момент од најголемиот настан што се случил на сите времења, а тоа е воскресението Христово. Тогаш додека двајцата од нив одеа по патот, ненадајно им се придржил Христос, но сега како непознат човек. Он одел заедно со нив и се приклучил во разговорот. Бидејќи тие помислија дека е некој непознат човек, почнаа да му објаснуваат за се она што се случи во Ерусалим. Види Лука 24, 13-53. Кога ги слушна, он ги прекори за нивното незнаење велејќи. Христос затоа дојде да пострада. Тоа беше предвидено уште од Мојсеја. Кога отидоа во куќата, он седна на трапезата, го прекрши лебот и тогаш им се отворија очите и го препознаа. Но он исчезна и стана невидлив. Дури тогаш тие сватија дека тоа беше Христос. Зарем не ни гореа срцата кога он зборуваше по патот, си велеа меѓу себе. Тогаш тие со брзање се вратија во Ерусалим да им кажат на другите апостоли за се она што им се случило. Зошто е важен овој настан? Најпрво, со ова се потврдува вистината за Христовото воскресение. Ако Христос се јавеше само на неговата мајка, на Пресвета Богородица, или само на апостолите, не ќе беше прифатено воскресението, кое и онака веќе беше предмет на сомневање кај фарисеите и кај народните управители. Затоа Христос се јавува на повеќе места и на мнозина. Од друга страна пак, овој настан е Христова порака и за нас. Како? Така што и ние забораваме дека Христос е постојано присутен во нашиот живот и дека оди покрај нас. Некои го бараат на небото, но Он е тука со нас и во нас. И денес мнозина воопшто не го препознаваат. Преокупирани со секојдневни обврски забораваме на Него и сме вознемирени и дозволуваме да се појават сомнежи во нашите срца. Забораваме дека Христос цврсто го држи нашиот живот во своите раце. Но што е пострашно, што често мислиме дека знаеме подобро од Него за се за нас што ни се случува во животот. Што се плашите и зошто такви мисли влегуваат во вашите срца, им вели Христос на апостолите. Лука 24:18. Библијата, драги браќи и сестри, ни дава многу добри совети во врска со тоа како ние, бидејќи христијани, треба да живееме и како да ги прифаќаме секојдневните предизвици. Овој настан уште не советува на тоа, ако сакаме да бидеме добри верници, потребно е време.
Не се постанува добар верник само со палење свечи или краток престој во храмот на молитва. Црквата не е фонтана за исполнување на нашите желби. Фрли паричка и ќе ти се исполнат желбите. Не, напротив. Како што на Клеопа му требаше време да му се отворат очите и да го препознае Христа, така и ние треба да навлеземе подлабоко во верата и Христос ќе ни се појави и ќе ни се открие тогаш кога Он смета дека е потребно, но и кога ќе заслужиме. Ако верата ни е слаба или само традиционална и без внатрешно убедување ги извршуваме верските обврски, тогаш не можеме да очекуваме Христос да ни се појави. На крајот ќе речеме, Богочовекот Христос е Бог и Спасител и е милостиво присутен околу нас и постојано не повикува кон совршенство. Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Откровение 3:20. Тоа ќе го постигнеме доколку постојано живееме со Бога и одиме по патот на боголикоста. Да би дошло до богопознавање, треба да го бараме. Тоа треба да се заработи и да се заслужи преку воздигнувањето на богочовештвото во нашите животи. Прв чекор кон доближување до Христа е молитвата. Преку молитвеното обраќање кон Бога во нашите срца правиме пат кон Бога. И нема поголемо земно чудо од тоа човекот да го почувствува Божјото присуство во себе, како највисока мудрост, како најголема чистота на чувствата, како најсвета водечка волја. Затоа да ги следиме насоките на верата. Амин.